Здраво, дечки, јас сум Кика Авеира. Оваа серија на видео е намината да ви помогне да го направите вистинскиот избор и да се запишете онаму каде што вистински треба и сакате да се запишете на кој факултет, на кој смер и така натаму. Денеска се наоѓаме во факултетот за ветеринарна медицина. Многу интересни работи се случуваат овдека. Ајде да видиме и да слушнеме нешто повеќе за овој факултет. Здраво, добродојдовте на факултетот за ветеринарна медицина. Јас сум Јане Влахов, студент и представник на студентскиот парламент на факултетот за ветеринарна медицина. Се наоѓаме моментално во амфитеатарот на факултетот, каде што се одржуваат предавања и делови и вежби. Факултетот моментално возможува да се запишуваат 35 студенти во државна квота, а 15 студенти во приватна квота. Моментално има околу 150 студенти од прва до 6-та година. Здраво, јас сум Сара Тодоровска, сум студент на факултетот за ветеринарна медицина. Причина зошто се запишав на овој факултет пред се љубовта кон животните, љубовта кон природните науки. Исто така ме привлече овој факултет заради тоа што ја изучувам медицината во многу поширок размер. Програмата на ветеринарниот факултет се состои од интегрирани студии, односно од студии од прв и втор циклус. Значи, по завршувањето на факултетот се здобиваме ние со титула доктор по ветеринарна медицина, што е еквивалентно со магистар. Факултетот за ветеринарна медицина го случи на 11 семестри. Во текот на првите 10 семестри изучуваме базични предмети, предклинички и клинички, а 11-тиот семестар е наменет за да стекнеме некоја искуство од клиничка пракса. И со тоа што прв и втор циклус студии ние ги изучуваме воедно, имаме обезбедено влез за се запишеме на трет циклус студии, односно докторски студии или евентуално доколку сме заинтересирани за специјализација. Здраво, јас сум Мартин Буровски. По завршувањето на факултетот за ветеринарна медицина ни се отворени голема можност за понатамошно работење. Може да работиме во клиника за мала пракса, со домашни миленици, во фарма со големи животни, исто така ветеринарни инспектори, веледрогери, фармацевски компании, во образовните институции и научни истражувања. Јас сум професор Ромел Велев, професор на катедрата за фармакологија и токсикологија на факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, професор на прва, трета и пета година на факултетот, поточно на предметите хранливи, лековити и отровни растенија, на предметот фармакологија и предметот токсикологија. По поглед на нашите студенти, значи можеме да кажеме дека ние многу добро ги познаваме нашите студенти, бидејќи ги пратиме од самиот почеток, од самиот нивни упис на факултетот па натаму. Самото тоа што сум професор и на прва, и на трета, и на пета година, кажува дека постојано сме во контакт со нашите студенти, барем јас, кое што ни дава можност подобро да ги запознаеме нашите студенти и да изградиме еден однос кој што можеби не е вообичаен за другите факултети, но сепак на ветерина го негуваме и многу сме горди на тој однос кој што го имаме со студентите, бидејќи во секој време сме достапни за нашите студенти и во секој поглед гледаме да им помогнеме на секој можен начин.
Не се случува или неретко се случува да не побарат и надвор од работното време и секој сме на располагање ако има некои недораспирање или некои термини, рокови кои што треба значи да се договорат, да се договориме. Таков е за сега и се надевам дека така ќе остане овој наш однос со студентите на факултетот за ветеринарна медицина. Прво и основно е љубовта према животните. Ние и тоа го потенцираме и кажуваме, оној кој што ги сака животните, него му се отворени вратите и може да дојде да студира на ветерина. Но треба да знае дека ветерината е самата по себе медицинска гранка, што подразбира дека е исто тешка и како хуманата медицина, па дури потешка. Ако во хумана медицина се изучува човекот, тука ќе треба да ги изучуваат најмалку 5 различни видови на животни, што самото по себе представува можеби проблем, но со текот на времето студентите сето тоа го апсолвираат, го засакуваат и на крајот го менуваат и тој став можеби према животните, не е останува само љубовта, туку и од еден друг аспект го гледат, значи односот према животните. Сакам да кажам дека со помагање на животните ние покушаваме ветерината да му помогнеме на човештвото. Бидејќи сме ние оние кои што го штитиме човештвото од голем број на зоонози или заразни болести кои што се пренесуваат од животните на луѓето. Тоа беше се од факултетот за ветеринарна медицина. Кликнете subscribe долу за да можете да добивате нотификации за наредните видеа, за наредните факултети. Кликнете овдека за да видите што се случува на другите факултети од претходните видеа и се гледаме наскоро. Чао, чао!